Балканот има потреба од дебалканизација преку европеизација, порача македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова во обраќањето на самитот на шефови на држави и влади во рамки на процесот за соработка во југоисточна Европа, што се одржува во Софија. Председателката истакна дека регионот се соочува со сериозни, структурни и социјални предизвици, меѓу кои масовното иселување на младите, демографското старење, економското заостанување, како и влошените геополитички околности на глобално ниво. Според неа, овие околности бараат нов пристап и посилно, храбро и одговорно лидерство во регионот. Таа повика на обновување на духот на регионалната соработка и враќање кон принципите врз кои пред 3 децении беше воспоставен процесот за соработка во југоисточна Европа, нагласувајќи дека заедничките интереси треба да имаат предност пред тесните и парцијални национални политики. Во своето обраќање, Силјановска-Давкова се осврна и на процесот на проширување на Европската унија, потенцирајќи дека тој мора да се темели на копенхашките критериуми, додека динамиката на пристапување треба да зависи од реалниот напредок во спроведувањето на реформите. Повикувајќи се на изјавата на бугарскиот автор Георги Господинов дека кога вратите на иднината се затвораат, минатото станува единствена татковина, Силјановска-Давкова предупреди на опасноста од затворањето на европската перспектива на регионот и ја нагласи потребата од забрзаната европеизација. Според неа, европската интеграција не е само политички процес, туку и геополитичка и безбедносна неопходност. Додаде дека надпреварот меѓу државите треба да се води во областите на знаење, иновации, култура и економски развој, наместо преку блокади и поделби што го забавуваат европскиот пат на југоисточна Европа. Премиерот и министер за транспорт Александар Николовски објави видео од изградбата на железничката делница Белјаковце Крива Паланка, оценувајќи дека станува збор за еден од најголемите инфраструктурни зафати во државава. На делницата Белјаковце Крива Паланка се градат мостови со столбови високи до 61 метар, повисоки од повеќе катници во урбана средина. Во изградбата ќе бидат вградени 10.000 тони железо и 125.000 кубни метри бетон. Ова не е само железница, ова е инженерско чудо и доказ дека Македонија е способна за големи подвизи, напиша Николовски на социјалните мрежи. Тој посочи дека изградбата на пругата представува значаен чекор во развојот на железничката инфраструктура и подобрувањето на транспортната поврзаност на државата. Железничката делница Белјаковце Крива Паланка е дел од железничкиот коридор 8, проект што треба да овозможи подобро поврзување на Македонија со европските транспортни мрежи. Фондот за здравствено осигурување на Македонија донесе одлука за значајно намалување на референтните цени на две клучни дијагностички услуги во рамки на програмата за рано откривање на рак на грлото на матката, ХПВ генотипизација и ликвид пап цитологија. Мерката која веќе е во сила според ФЗОМ има за цел да ја зголеми достапноста на тестирањата и да овозможи поголем број жени да бидат опфатени со превентивни прегледи, особено оние кои досега поради финансиски причини не пристапувале кон вакви услуги. Според новата одлука, референтната цена на ХПВ генотипизацијата се намалува од 5.500 на 3.310 динари, што представува намалување од 39,8%. Во исто време, партиципацијата за пациентите се намалува од 550 на 350 денари. Кај ликвид пап цитологијата, цената се намалува од 1200 на 1250 денари, односно за 43,2%, а партиципацијата за пациентките се намалува од 250 на 150 денари. Од ФЗМ појаснуваат дека ревизијата на цените направена врз основа на анализа на реално фактурирани услуги во текот на минатата година. Во официјалните податоци што ги презентираше фондот се наведува дека ХПВ тестирањето од досегашните 13.466 тестови годишно се зголемува на 22.375 тестирања, што представува зголемување од 66,2%. Од фондот нагласуваат дека ова значи дека за ист финансиски влог значително поголем број жени ќе можат да бидат опфатени со скрининг, што е клучно за рано откривање на преканцерозни промени и навремено лекување.
Од фондот потсетуваат дека ракот на грлото на матката е едно од малигните заболувања кои можат успешно да се превенираат доколку се откријат во раната фаза. Генералниот директор Сашо Клековски на пресконференцијата истакна дека оваа мерка е насочена кон поефикасно користење на јавните средства и унапредување на пристапноста до здравствените услуги. Пред една година ја превзедов одговорноста да го вода Министерството за здравство, порача министерот за здравство Азир Алиу во видео обраќање по повод една година од неговото именување, истакнувајќи дека периодот бил сложен и исполнет со предизвици во еден од најчувствителните системи во државата. Нагласи дека здравствениот систем е област во која секоја слабост директно ја чувствува пациентот. Секоја одлука има човечка тежина, поради што, како што рече, фокусот не бил на создавање впечаток дека сите проблеми се решени, туку на нивно системско адресирање. Алиу посочи дека здравството се соочува со наследени слабости, меѓу кои недоволна организација, неравномерна достапност на услугите, недостиг на здравствен кадар, застарена инфраструктура и систем кој со години функционирал со хартиена документација и фрагментирани податоци. Според него, токму затоа е започнат процес на системски промени, со цел воспоставување здравствен систем што планира, мери, дигитализира и навремено реагира. Еден од клучните столбови на реформите, како што истакна министерот, е дигиталната трансформација. Пациентите според него повеќе не треба да носат физички документи од една во друга институција, туку податоците треба да го следат пациентот, а системот да им помага на лекарите во донесувањето побрзи и побезбедни одлуки. Посебен акцент, како што истакна, е ставен на регионализацијата на здравствениот систем. Во таа насока се инвестира во здравствените капацитети во Штип, Тетово, Кичево, Струмица, Битола и други градови, со цел намалување на оптовареноста на клиниките во Скопје и подобрување на пристапот до услуги во внатрешноста на државата. Дополнително, како дел од инфраструктурните мерки, министерот ја истакна набавката на 100 нови амбулантни возила, реконструкцијата на операционите сали и зајакнувањето на регионалните болници. Корпусот на Исламската револуционерна гарда објави дека извршил напади врз 18 американски воени цели на територијата на Кувајт и Бахрейн, како одговор на, како што наведуваат, најновите американски напади врз Јужен Иран. Паралелно со ова, иранската војска соопшти дека се воведува целосно затворање на Ормудскиот теснет за сите видови поморски сообраќај, еден од најважните стратешки морски патишта за глобалната трговија со нафта. Според официјалното соопштение, во два одделни бранови напади биле погодени цели во воздухопловните бази Алија Салем и Ахмет Ал Џабар во Кувајт, како и во базата Шеик Иса во Бахрейн. Иранската војска дополнително соопшти дека со беспилотни летала било гаѓано и седиштето на петата флота на американската морнарица во Бахрейн, при што биле таргетирани комуникацијски и радарски системи поврзани со воздушната одбрана. Централната команда на Хатам Ал Анбија објави дека најновата ескалација е резултат на моќен и решителен одговор на иранските вооружени сили и најави продолжување на воените активности како одговор на американските акции. Како дел од пошироката операција, Техеран прогласи блокада на Ормудскиот теснец, при што иранските власти предупредија дека секој премин на танкери за нафта и трговски бродови ќе се смета за легитимна цел. Главниот град на Северна Ирска, Белфаст, втор ден поред е сцена на жестоки улични судири и зголемени етнички тензии кои предизвикуваат сериозна загриженост за безбедносната состојба во регионот. Според меѓународните медиуми, полициски сили биле принудени да употребат водени топови и специјални единици за разбивање демонстрации со цел да го стават под контрола насилниот бран протест и да спречат понатамошна ескалација на немирите. Немирите, како што се наведува, започнале по брзото ширење на видеоснимка на социјалните мрежи, на која е прикажан насилен напад со нож, за кој дел од учесниците во протестите тврдат дека бил извршен од мигрант. Овие информации за сега не се официјално потврдени. Протестите прераснале во судири, откако демонстрантите потикнати од ширење на непроверени дезинформацијски содржини на интернет, излегле на улиците барајки построги антимиграцијски мерки. Во текот на ноќта биле регистрирани напади врз полициските сили, при што биле фрлани камења, пиротехнички средства и, според полицијата, запалливи предмети. И покрај апелите од политичките лидери за смирување на ситуацијата, властите предупредуваат дека социјалните мрежи се користат како канал за ширење на дезинформации и дополнително поттикнување на тензии и насилство.
Од Управата за хидрометеоролошки работи за денеска најавуваат променливо време со сончеви периоди, топло време и мала до умерена облачност, но во попладнивните часови и во текот на ноќта се очекува зголемување на нестабилноста. Според прогнозата, локално ќе има развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На одделни места процесите ќе бидат поинтензивни со можност за пообилен дожд и појава на невреме придружено со град. Од УХМР предупредуваат дека ваквите временски услови може да предизвикаат краткотрајни, но поинтензивни атмосферски појави, особено во попладневните и вечерните часови. Минималните температури се очекува да се движат од 11 до 15 степени Целзиусови, додека максималните дневни ќе достигнат од 24 до 33 степени. Во Скопје ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност. Сепак во вечерните часови во текот на ноќта во делови од котлината се очекува нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Од Управата за хидрометеоролошки работи апелираат граѓаните да бидат внимателни при движење и да ги следат најновите временски информации, особено во периоди кога се очекуваат локални невремиња.